Добар ден, почитувани гледачи. Го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Почнуваме по кратките најави. Вработени во Евана волонтираа во порака наша. Асфалтирана улицата Руѓер Бошковиќ во населбата Перо Чичо. Активно лето за културно-уметничкото друштво Панче Пешев. Вработените од Евана Куманово денеска го започнаа проектот Евана волонтира, со кој треба да се пружи помош на социјално ранливите категории граѓани. Како што велат од компанијата, потребни се пари, но никогаш повеќе помага вистински подадената рака. Евана Македонија денеска од Куманово започна со реализација на проектот за корпоративно волонтирање. Вработените денешното работно време целосно го посветија на хортикултурно уредување, боедисување на оградата и расчистување на дворното место на дневниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша. Како што изјави председателот на управниот одбор на Евана Македонија, целта е да ги научат вработените за општествена одговорност. Actually today is the beginning of a project which we call corporate volunteering. Всушност денеска започнуваме со еден проект кој го викаме корпоративно волонтирање во Евана и практично со ова ја почнуваме новата генерација на мерки за корпоративна општествена одговорност. Она што сакаме да ги научиме нашите вработени дека овие мерки за општествена одговорност не се ограничени само во рамки на нашата компанија. Меѓутоа исто така многу зависи од учеството на сите надворешни засегнати страни. За општествена одговорност е потребно да се имаат средства, меѓутоа многу активности може да бидат направени со човечки ресурси, а не само со имање на големи средства на располагање. Токму затоа го започнуваме сега овој проект кој ќе трае сигурно барем половина година и да покажеме дека со ангажман и со желба можеме да ги поместиме работите во општеството. И треба да видиме еден пример прво за нас самите, за нашите вработени, меѓутоа и за останатите да го следат нашиот пример. Започнуваме со една активност денеска во Куманово, но се надевам и сега ова храбро го кажувам дека се надевам дека ќе дојдеме до бројка од 100 активности во годината. Представниците на дневниот центар се задоволни од ваквиот проект кој велат дека им е од големо значење, но дека истиот треба да биде поттик за другите поголеми компании да помагаат на ваков начин. Порака наша ја поздравува програмата за корпоративно волонтирање на Евана и се надеваме дека и во иднина не само Евана, дека и другите поголеми компании ќе се приклучат во ваквите акции, бидејќи навистина општествената одговорност има голема семантика за сите и особено за ранливите категории. Вие знаете дека Порака наша навистина има одлична соработка со бизнис секторот. И бизнис секторот го овозможува функционирањето на дневниот центар. Меѓутоа, малите и средните предпријатија не се во можност на ваков начин да покажат некоја општествена одговорност, помагаат на поинаков начин. Но големите компании, во своите програми треба да имаат проекти за општествена одговорност, бидејќи само на тој начин можеме да помогнеме на ранливите категории. Активностите на волонтерите на Евана се во соработка со невладината организација Контекст, а истата ќе продолжи во текот на следниот период низ повеќе градови и региони во државата. Вкупно 7 интервенции бележат кумановските пожарникари во текот на изминатото деноноќие. Најголем дел на запалена сува трева, но имало и запален автомобил, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. На улицата Доне Божинов, кај спомен Костурницата, во 1 час и 40 минути по полноќ, вчера се запалило патничко моторно возило. 5 мина припадници на територијалната противпожарна единица Куманово излегле на терен и интервенирале околу 40 минути. Интервенција бележат и на запуштен објект лоциран во атарот на селото Речица, а останатите интервенции биле на запалена сува трева кај селото Зебрњак, на улицата Братство и Единство и во Черкезе. Граѓаните од улицата Руѓер Бошковиќ во населбата Перо Чичо од денеска ќе имаат нов асфалт. Паралелно се работи на уште неколку локации во градот во рамките на развојната програма на локалната самоуправа. Денеска со изведувачите имаме некој спор околу имотни правни односи во однос на, бидејќи ова се работи за реконструкција на постоечка патна инфраструктура. Руѓер Бошковиќ води мензи од 280 метри, со тоа што овие 30 до 40 метри кои покушаваме да ги решиме на разбирање со собствениците, да го отвориме и да ја повржеме со главниот булевар на Перо Чичо. Се надевам дека ќе најдеме на разбирање и тоа ќе го решиме. Ова е завршна фаза на улицата која беше
историски проблем. Многу имавме петиции, притужби од граѓаните, бидејќи стварно има голема констатација на убави направени куќи, а не беше решена инфраструктурата. Денеска тоа го завршуваме и со тоа заобиглуваме еден поголем процент на инфраструктура во населбата Перо Чичевсто. Мислам дека на некој начин ги ублажиме актуелните комунални проблеми. Паралелно пред неколку дена завршиме она другата трака на Октомврска револуција, бидејќи знаете имаше пропаѓање, слегнување од поставување на подземна атмосферска и канализационна мрежа главниот колектор, бидејќи имаме примедби од сообраќајното одделение на МВР за небезбедно возење, направиме комплетна реконструкција на цела лента во должина од 2000 квадратни метри. Се заврши асфалтирање на релација од Перо Чичо, Перо Швац, од Народна револуција до гимназија. Гимназија се отпочнува со работа, Сечко Пужајка е во фаза на асфалтирање. Паралелно работиме на улицата Правда Спасовска и двата крака од Веселин Вуевски, каде сега поставуваме канализација и ќе бидат затворени и асфалтирани. И на некој начин ги остваруваме заложбите од развојната програма на локалната самоуправа за 2017 година. Еве на некој начин сака да се обратим до јавноста. Ово е недобар отчет пред граѓаните за тоа какви се програмските определби и какви се реализациите. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово денеска го повикаа градоначалникот да даде отчет каде и како се трошат народните пари. За 12 години владење на СДС и Дамјановски потрошија буџет од околу 15 милиарди денари, рече на денешната пресконференција портпаролот на Општинскиот комитет Срдјан Ивановски. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН денеска на пресконференција го повика градоначалникот Зоран Дамјановски да излезе во неговото продолжение на мандатот и да каже на граѓаните на Куманово што има направено за градот. ВМРО ДПМН смета дека основна обврска на секоја одговорна власт во секоја одговорна држава треба да биде отчетот. СДСМ и Дамјановски не користат параметри како отчетноста, одговорноста и транспарентноста. Според тоа спаѓаат во категорија на неодговорна власт и несериозна политичка партија. Граѓаните ќе прочитаа нивните лаги и манипулации. Дамјановски и СДС во Куманово 12 години се на власт и за целиот тој период на нивно владење не се оправдаа пред граѓаните. Каде и како се трошат народните пари, што е направено со нив, а што доправа ќе се инвестира. Дамјановски не излезе со отчет и не каже кои проекти ги има направено програмата, на кој проект е највеќе горд и од кој проект граѓаните имаат најголема корист. Ивановски посочува дека градоначалникот е недоследен на ветувањата и на сите проекти и приоритети кои ги ветува со години. Правдањето дека нема доволно средства не е точно. За 12 години владење на СДС и Дамјановски потрошија буџет од околу 15 милиарди денари народни пари. Доколку беа малку одговорни и принципијални, ќе се реализира нешто програмата и ќе им останеше и за нови непредвидени проекти. Градот стагнира и назадува од секој можен аспект. Граѓаните гневни веќе прашуваат каде одат нивните пари, кога не гледат ништо ново да се гради низ Куманово. Почитувани граѓани, колегите на Дамјановски од другите градови имаат годишни отчети на стотици страници реализирани капитални инвестиции во нивните општини. За жал, тоа во Куманово не е пракса. Причината е јасна. Од корумптивни кадри кои ги има СДС и Дамјановски немаат со што позитивно да излезат и да се пофалат. Ветувањето останаа само на хартија, а парите на граѓаните само на камфански фактури по општината и јавните предпријатија. Дамјановски и СДС се цела вечност на власт. Мора да ја понесат одговорноста за тоа што градот тоне и стагнира од секој аспект, рече на крајот на пресконференцијата Ивановски. Во пресконференцијата одговор даде градоначалникот Зоран Дамјановски, кој вели дека не прави скапи печатени отчети како градоначалниците на ВМРО ДПМН, туку тоа може да се види преку финансиските извештаи и сработеното на терен. Такви отчети како што ги правеше Груевски, нивните градоначалници во кои правеа бели книги, се овистини нивните реални бројки, цени, нивните менија по ресторани,
Локална самоуправа не работи така. Имаме развојна програма која објавуваме, имаме отчет финансиски извештаи на секое тромесечие, полугодие, годишни извештаи, каде се јасно дефинирани сите потрошени пари на граѓаните, изградени улици. Значи, кога зборуваме за развојна програма на реконструкција, изградба на патна инфраструктура, за изградба на канализациона мрежа, за изградба на спортски терени, за реконструкција на училишта, значи имаме плејада изградба на водоводна мрежа Ѓорче Петров. Локалната самоуправа направи низа проекти. Минатата оваа година мислам дека направивме голем помак во однос на патната и канализационата инфраструктура. Таксативно сме редени на секоја конференција за печат. Сега имаме една реакција од граѓаните. Сакам да истакнам дека секаде каде ќе се појавиме имаме проблеми околу имотни правни односи, од узурпација, од недовршени приватизација на земјиште, од недефинирани детални урбанички планови кои ги дефинираат самата јавна прометна површина, особено во овие приградски населби каде имаме во задните 3-4 декади, значи 40 години голема експанзија на градби без регуларна планска документација. И тука изградба на патната инфраструктура е можна само на овој начин за изградба или реконструкција на постоечка патна структура. Ако одиме по регуларна планска документација, не идуваме на огромни проблеми кои што имаме тука и овој проблем се надеваме од наредните години ќе го решиме. Членовите на културно-уметничкото друштво Панче Пешев изминатиот период учествуваа на повеќе домашни и меѓународни фестивали на кои ја представуваат македонската традиција и култура. Веќе во сабота заминуваат за Бугарија на фестивалот каде ќе представуваат нашата држава заедно со уште 20 културни друштва од целиот свет. Културно-уметничкото друштво Панче Пешев од Куманово летово учествуваше на неколку домашни и меѓународни фолклорни фестивали, каде успешно ја представува културата и традицијата на македонскиот народ. Со пионерската група учествуваа на детскиот фестивал во Радовиш, а потоа на собирот на творештвото на србите во Косовска Митровица, заедно со уште неколку културно-уметнички друштва од регионот, каде беа амбасадори на македонската традиција. Добивме награда Гран При за најдобар оркестар, за најдобар фолклорен ансамбл. Оваа година ни беше прва награда за играчката атмосфера, односно награда за продолжување и за сочувување на играњето во фолклорот. Пред се на нашите македонски ора, брзи, со добри такти, со поскоци, вртење и така натаму, ја освоивме таа прва награда. Понатаму на нашиот републички фестивал на извори народни песни Пеце Атанасовски, ова година, после неколку години, значи не бевме, еве сега ова година одевме, со оркестарот од извори народни инструменти и пејачка, женска пејачка група и навистина камбекот беше, навистина враќањето беше освојување на прва награда за најдобар вокално-инструментална изведа на овој фестивал, статуетка на самиот фестивал. Беа доделени 3 награди, значи во 3 категории, Гран При за најдобар ансамбл и за најдобар настап, односно вокално-инструментален настап, што го добивме ние како Кут Панче Пешев. Деновиве членовите на културно-уметничкото друштво и покрај високите температури активно се подготвуваат за светскиот фолклорен фестивал кој ќе се одржи во Варна, Бугарија. Тоа е интернационален фестивал со настап на повеќе ансамбли. Од Европа има 3 ансамбли, домаќини 4, другите се сви интернационални, значи од другите континенти. До сега не сме учествувале на овој фестивал, неколку пати аплициравме, меѓутоа ова година на некој начин добивме, значи, поверение да ја презентираме Македонија на овој фестивал. Би сакал еве во овој момент да и апелирам до младите, бидејќи навистина со женскиот состав немаме никакво проблем, меѓутоа со машкиот имаме одредени проблеми на млади машки, па би ги поканил младите да обрнат повеќе внимание, да дојдат, да се запишат, да го изучуваат фолклорот и да можат навистина и да го изучуваат фолклорот, да го презентират и да се прошетат, да видат како живеат други држави на овие фестивали.
Членовите на групата се задоволни од своите настапи и од онаа што можеле да го видат и научат од другите култури. Вредно тренираат и ја представуваат македонската традиција со задоволство. Пред 2 недели учествувавме во Прилеп за фестивал на народни инструменти и песни Пеца Танасовски. Таму земавме прва награда и бевме најдобар музичко-поетски состав на фестивалот. Пред тоа настапувавме на фестивал во Косовска Митровица, успешно го презентиравме македонскиот фолклор, а еве наредната недела одиме на фестивал во Бугарија. Во изминатите години најголем впечаток ми остави турнијата во Германија, која таму престојавме 7 дена, а потоа исто така одевме во Хрватска, го представувавме исто така македонскиот фолклор и оставивме добар впечаток на целата публика. Исто ќе морам да кажам дека Германија и Хрватска тоа беше споена турнеја, многу добро поминавме таму, многу добри впечатоци и многу убави спомени. Колку е важно да се презентира фолклорот надвор од државата? Па фолклорот е темел на секоја држава и најбитен е на некој начин за да го презентираме со други земји и со други култури. Во рамките на Кут Панче Пешев има и музичка група која ги следи секаде и представува посебна атракција за другите народи. Оркестарот како оркестар на Кут Панче Пешев да излежи инструменти секогаш е атрактивен на секоја турнеја, било во странство, било на нашите фестивали, посебно по новој фестивал кој што учесници сме од самиот почеток 1971 година и при секој учествување освојуваме награди, признанија, било како соло инструменти, пеачка група, комплетниот оркестар и изворни инструменти, така да колку години е фестивалот, толку награди имаме добиено. Во групата учествуваат околу 30 на членови кои неколку години кои изучуваат фолклорот и се вистински амбасадори на Куманово низ целиот свет. На градскиот кеј вчера вечер беше отворена спортско-рекреативна фитнес зона, донација од пивара Скопје и компанијата Кока-кола. Седмата Кока-кола активна зона официјално ја отворија представникот пивара Скопје, градоначалникот на Куманово и професионален велосипедист од Велоем. Седмата Кока-кола активна зона како продолжение на долгорочниот проект на пивара Скопје и компанијата Кока-кола за промоција на активниот начин на живот и добробит на заедницата официјално беше отворена вчера вечер на градскиот кеј во Куманово. Втората од вкупно 5 активни зони што годинава се донираат низ неколку градови во државата ја отворија директорот за односи со јавност и комуникации на пивара Скопје Ламбро Патче, градоначалникот Зоран Дамјановски и професионалниот велосипедист Зоран Ристовски. Наша желба е да ве мотивираме и да го промовираме активниот животен стил, да биде секојдневен, значи секојдневен стил на секој граѓанин на општина Куманово, како и на цела Македонија. Ние нема да застанеме тука, се надеваме додека не ја покриеме цела Македонија, ќе инвестираме и ќе донираме за добробит на заедницата. Проектот е започнат во 2012 година и е дел од глобалната платформа на пивара Скопје и на компанијата Кока-кола за промоција на активниот начин на живот. Спортско-рекреативната зона ќе биде под надзор на чуварска служба, рече Дамјановски. Сакам да истакнам дека Куманово продолжува во својата намера да гради спортски полигони, спортски терени за практикување на рекреативен, масовен, школски спортен процес и високопрофесионални екипи кои се наперуваат во високиот ранг на Македонската лига и во некои лиги на Балканот и во Европа. Така да во изминатиот период да правиме многу спортски терени, полигони, ово е еден од поубавите за масово рекреативен спорт. На крај порака до сите вас да го чувате и одржувате ова, бидејќи имаме примери за поставување на комунална опрема каде од несовестите граѓани се уништува варварски. Имаме примери во некои градови каде има делумно оштетени овие справи. Ве замолувам и апелирам до сите нас. Имаме тука стражарска служба која ќе се грижи за овој дел од паркот покрај кеот, меѓутоа апелирам до совеста, до оној пристап за одржување на комуналната опрема. Велосипедистот Зоран Ристовски од велосипедскиот клуб Велоем на своите сограѓани им ја потенцираше важноста од редовната физичка активност. Нас, професионалните спортисти, не беше потребно едно вакво место каде што ќе можеме слободно пред секој тренинг да се малку подобро припремиме за нашите настапи. Му фалеше ова на овој град.
И оваа Кока-кола активна зона се состои од најсовремена фитнес опрема, односно 5 професионални фитнес прави и вратило, кои ќе бидат бесплатно достапни за користење на сите граѓани 24 часа. Кошаркарскиот клуб Куманово се засили со двајца нови кошаркари. Станува збор за американецот Грифин Раме и словенечкиот интернационалец Роберт Абрамовиќ. Американецот Грифин Раме и словенецот Роберт Абрамовиќ се странските кошаркари кои предстојната сезона ќе го носат дресот на кошаркарскиот клуб Куманово. Информацијата дека овие двајца кошаркари веќе ставиле подпис на договорите ја потврдија и од управата на клубот. 27 годишниот Грифин Раме, висок 190 см, минатата сезона играше во дресот на Тирана, каде во просек реализираше 11,2 поени по надпревар. Доаѓа на плеймекерската позиција, а во својата кариера има настапувано и за косовскиот Башкими и црногорскиот Стршлен. 28 годишниот словенец Роберт Абрамовиќ од косовскиот Печ оваа година ќе се пресели во Куманово. Висок е 185 см и ќе игра на бековската позиција. Во изминатата сезона во просек реализираше по 15,4 поени од надпревар. Во својата кариера има настапувано и за Кожув од Гевгелија и Костинг од Словенија. Предходно клубот ги обнови договорите со репрезентативците Маријан Јанески и Димитар Караджовски, штипјанецот Никола Караколев, а во ростерот се враќа и Александар Штериов. На клупата како тренер застанува кумановецот Игор Михајловски, а активни преговори се водат и за ново центарско име. Времето во Куманово денеска беше сончево со повремена облачност и локални врнежи од дожд. Дневната температура достигна до 33 степени, а утринската се намали до 22 степен. За утре метеоролозите најавуваат облачно и мирно време, без ветер. Дневната температура ќе изнесува 30 степени, додека утринската ќе се намали до 18 степени Целзиусови. Тоа беше се за денешниот дневник. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.